ми представува особена чест и задоволство што Република Македонија, градот Скопје и општината Карпош и овој пат ќе бидат домаќини на едно големо европско надпреварување, овој пат во шахот. Европското клубско првенство, односно Европскиот клубски куп во шах, ќе биде најмасовниот и најквалитетниот спортски настан кој што по далечната 1972 година, кога се одржа и Шаковската олимпијада во градот Скопје, се одржал во Република Македонија во делот на шахот. Затоа говори податокот дека на ова надпреварување ќе имаме преку 500 надпреварувачи од целиот свет, кои што ќе земат учество во вкупно 62 клубови од Европа. И практично ќе го имаме како настапувачи, односно надпреварувачи, ќе ги имаме најдобрите шахисти во Европа и во светот, односно 25 од вкупно 30 најдобро рангирани на ниво на Светската шаховска асоциација. Ќе имаме 5 поранешни светски прваци и 140 велемајстори, што дополнително говори за реномето, имиджот и квалитетот на овој европски клубски куп во шах, на кој што годинава домаќин ќе биде Република Македонија и градот Скопје. За нас представува особена чест што го организираме овој европски клубски шампионат. Виза за овој голем шампионат ни даде успешното организирање на Карпош Опен. Се надевам дека успешното организирање на овој европски клубски шампионат ќе биде виза и за Република Македонија да се кандидира за Шаховската олимпијада 2022 година. Тоа ќе биде на 50 годишнината од претходната Шаховска олимпијада која се организираше 1972 година. Организациониот дел го препуштивме на Гамбита Секо, финансискиот дел го покрива Лаовскиот дел општина Карпош, дел и владата на Република Македонија и градот Скопје. Сметаме дека финансиската конструкција е целосно затворена. Организационно сме исто така добро подготвени и јас очекувам дека гостите кои што ќе бидат над 500 ќе бидат пријатно изненадени од пречекот и начинот на сместување, како и условите во кои што ќе се одвива во хотелот Александар Палас овој европски клубски шампионат. Очекувам голема посетеност и преку интернет мрежите, но во исто време и голем интерес од страна на македонската јавност. Јас се надам исто така дека и медиумите ќе дадат соодветен третман на овој голем меѓународен настан, на кој што учествуваат, како што реков, 22 земји од 46 клубови ќе имаме. И мислам дека во овој момент се собрани најголемите светски шаховски имиња, што е особено посебна чест за нас како организатори, но во исто време и ово кажува за една голема доверба која што има Европската шаховска федерација кон Гамбита Секо и кон општина Карпош како организатор на Карпош Опен во изминатите години. Ни престои навистина голем спортски настан, големо шаховско надпреварување на кое што ќе учествуваат повеќе од 500 шаховски мајстори од 46 држави ширум светот, што навистина го потврдува квалитетот и реномето на овој настан. Ќе игра на нашето првенство второ рангираниот во свет на Камура, кој што е исто еден контраверзен играч од Америка, кој не признава реми за завршеток на партијата, значи еден од најборбените играчи во светот во овој момент. Трето пласираниот Топалов, кој што иначе бивши светски првак, доаѓа од нашето соседство од Бугарија. Понатаму настапуваат Каруана и Гири, кои што се петиот и шестиот рангирани играч во светот, кои што сите велат во шаковската јавност дека се еден од нив ќе биде идниот светски првак, кој што може евентуално да го победи Карлсен во овој момент. И во двете конкуренции, во машката и во женската конкуренција, имаме конкурентни тимови кои ќе се борат за медала. Се надеваме за највисок настан, највисок успех. Се надеваме дека овие пехари ќе останат во Скопје. Тоа е во машката конкуренција шаховскиот клуб Алкалоид. Има одличен тим, конкурентен тим и чинам дека е трето рангиран. Исто како и женската екипа на шаховскиот клуб Гамбита Секо, за кој настапува бившата светска првенка Стефанова, моменталната руска првенка, на сениорска руска првенка Горјачкина, кој што верувам дека ќе биде исто еден светски шампион, и тоа многу други стручњаци го тврдат. И интересно е да се спомене дека имаме и две азијатки, значи представничка од Кина и од Казахстан, што настапуваат за нашиот клуб. Така да се бориме за медала, значи ќе бидеме конкурентни во сите конкуренции.